Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. И денес СДСМ продолжува громогласно да молчи за партиската забава на Дуи во Липково, на која што беше свечен отворен споменик на УЧК. Втор ден, ова во наводници кажано моќна и државотворна партија, како што сака самата да се прикаже, собира храброст, размислува и премерува како и дали да реагира, а при тоа да не го налути својот коалицијски партнер Дуи во врска со вчерашниот настан во Липково. Втор ден, анализирајќи како да постапат од СДСМ, не сакајќи ја испратија најсилната порака до граѓаните на оваа земја. Дами и господа, почитувани медиуми, почитувани граѓани, ниту Ковачевски е премиер на оваа држава, ниту СДСМ е стожерната партија во владата. Ниту Ковачевски е лидерот на нацијата, ниту СДСМ е државотворна партија. Ова е пораката која што ја пратија СДСМ. Настанот во Липково е уште еден во низата докази дека вистинската титула за Ковачевски е само изведувачот на работите, бидејќи повеќе од очигледно е дека Али Ахмети е вистинскиот премиер на Република Македонија. Овој настан е уште еден доказ дека вистинската титула за СДСМ е само чирак, односно помошник, бидејќи повеќе од очигледно е дека Дуи е вистинскиот шеф во оваа влада која што ја предводи Република Македонија. И видовме до кое дередже ја доведе државата и граѓаните. Истиот тој, Димитар Ковачевски, кој себе си се замислува премиер, а кој учествувајќи на сите коктели, службени вечери, гала настани, со насмевки аплаудирајќи, гордо стави печат и легитимитет на проектот Скопје 2014, денес, внимавајте, со громогласен молк, храбро ја верификува приватната забава во Липково, организирана од неговите наредбодавци и шефови во Дуи. И во двата случаи станува збор за човек со исти, длабоко себични, нелидерски и очигледно коруптивни особини. И во двата случаи станува збор за човек кој очигледно е дека е спремен личниот комодитет секогаш да го стави пред идеолошкиот, партискиот или општиот интерес. И додека неговите членови и граѓаните бараат одговори, Ковачевски повторно, громогласно молчи. Тогаш кога се отвараше новиот театар како дел од проектот Скопје 2014, одлучи од удобноста на скапите фотели дискретно да се смее, ракувајќи се со првенците на ВМРО-ДПМ на тоа време и да ужива во нивно друштво. Меѓутоа, и денес, во случајот со настанот во Липково, исто така одлучи, како и секогаш до сега што видовме, храбро да молчи. Тоа Ковачевски го правеше и го прави, бидејќи е повеќе од јасно дека цената е неговата фотелја и неговиот личен комодитет на кој што гледаме дека е научен години наназад, уште од времето кога беше во друштво на луѓето кои што беа првенци на ВМРО-ДПМ во времето кога се правеше Скопје 2014. Имено, тој за жал, очигледно е дека е подготвен заради личниот интерес да го тргне на страна интересот на секого, па дури тој на Република Македонија. Дами и господа, во првите 100 дена по избор на Ковачевски за премиер на површина излезе, внимавајте, слабиот човечки материјал од кој што е направена оваа личност, која што се вика Димитар Ковачевски, која што сите знаеме дека случајно залута во врвот на македонската политика. Ниту замислувал, ниту па сакал да биде на оваа позиција. Ковачевски го започна мандатот со крајна лична сервилност и подреденост кон понижувањата што доаѓаат на адреса на Република Македонија и на граѓаните на Република Македонија од страна на соседна Бугарија, а кои кулминираа со срамниот чин на отварање на културниот центар Ванчо Михајлов во Битола, а гледаме, не ни очекувавме ништо поинаку, дека првите 100 дена ги завршува, првите 100 дена владење, ги завршува повторно со лична сервилност и повторно со нова подреденост кон Дуи. Дами и господа,
ова не е сплет на случајни околности во кои што е доведен Ковачевски. Ова се настани во кои на тест е неговиот интегритет и карактер. За жал, Ковачевски тој тест не го положи. Ниту има карактер, ниту има интегритет да биде премиер на Република Македонија и на граѓаните на Република Македонија. Ковачевски, како дете на транзицијата, очигледно е подготвен со секого да биде се. Со Дуи да биде кадар на Дуи, со Заев да биде кадар на Заев, а со ВМРО да биде кадар на ВМРО. Само и единствено да продолжи да ги остварува своите лични, најтесни и коруптивни цели. И никако поинаку. Димитар Ковачевски може да биде добар послушник на Али Ахмети, на Зоран Заев или на Никола Груевски, но тој едноставно не е и не знае да биде лидер на граѓаните на Република Македонија. Човек кој е спремен да испорача подобар живот, членство во Европската Унија или пак подобри меѓуетнички односи. Видовме дека ништо од ова не може да го реализира. Почитувани, ова се сериозни времењи, бараат сериозни луѓе кои ќе покажат подготвеност да ги одбранат интересите на Република Македонија и да ги зацврстат нејзините демократски темели. Тој човек, тој сериозен човек не е Димитар Ковачевски. ВМРО ДПМН со сите инструменти што ги има на располагање ќе продолжи од оваа позиција да придонесува Македонија да чекори напред и да го понуди најдоброто што го има. Подадената рака од наша страна кон Димитар Ковачевски е само затоа што сме уверени дека времињата се драматични, а грешките кои што се случуваат и ги прават може да бидат ненадоместливи. Очекуваме одговор во врска со нашата понуда, бидејќи знаеме дека влогот е Република Македонија. Конечно, Ковачевски нека излезе од својот комодитет, нека заборави на фотелите. Го повикуваме да не бега од одговорност за работите и да не се крие и да не молчи гласно како што тоа сега го прави. Тој е председател на владата на оваа држава, тој е председател на владата на Република Македонија и народот и сите останати очекуваат од него мудри одлуки. Не очекуваат да молчи, не очекуваат да се крие како што тоа го прави изминатија 100 дена. Благодарам на вниманието. Повелете? Незаконски изградена. Не ни очекував ништо поинаку. Мислам дека треба конечно владата да се одважи, доколку самата општина не придонесе со било каква постапка, владата има инструменти да постапи како што треба. Еве уште еднаш од оваа говорница упатувам порака до Димитар Ковачевски како лидер на оваа влада, доколку има некои неправилности, бидејќи Република Македонија треба да почива на ред и закони, доколку има било какви неправилности, лично Димитар Ковачевски да се заложи да види кои се неправилностите и да постапи соодветно и согласно законот како што налага. Така да еве уште една фрлена ракавица за Ковачевски да покаже дека не е кираџија во владата и да покаже дека не е само слеп послушник, како што впрочем гледаме дека е на Дуи на Али Ахмети. Така да очекуваме еве да одговори по ова прашање. Благодарам.